Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата низ призма на телевизија Сонце. Денеска е меѓународен ден на децата жртви на агресијата. Нешто што во светот се повеќе зазема замав, а не би требало тоа да биде така. Може би се сеќаваме уште од времето на Втората светска војна дека децата биле злоупотребувани за водење војна, претежно во логистичкиот дел, но сега сме сведоци, особено во земјите од така наречениот трет свет, каде што децата ги користат за војување. Значи, тие се наоѓаат во првите редови. Тоа беше случај во Сирија, тоа беше случај во Ирак, во Иран, тоа беше случај во неколку други места. Поради тие работи и поради по повод меѓународниот ден на децата жртви на агресијата и воедно семејното насилство како склоп на една агресија која што се случува врз децата, гости во нашето студио се представници од Меѓаши. Поблиску до мене е Албулена Карага, која е представник од Меѓаши, се занимава со мировно образование. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добро ве најдовме, благодарам на поканата. И до неа Елизабета Атанасова, правник, волонтер во Меѓаши, невладината организација, малку повеќе за семејното насилство и СОС телефонот. Добар ден и до вас. Добар ден и до вас и добро ве најдов. Почитувани, ќе започнеме со емисијата веднаш по првиот блок реклами и ќе започнеме со сето она што денеска ќе ни биде во центарот на вниманието. Се враќаме назад во студиото. Тоа беше краткиот рекламен блок, а сега продолжуваме со разговорот. Гости во студиото на телевизија Сонце, Албулена Карага, мировно образование, и Елизабета Атанасова, правник, волонтер. И двете доаѓаат од невладината организација Меѓаши, која се бори, односно од првата детска амбасада во светот Меѓаши, која се бори за заштита на правата на децата. Поводот за вашето гостување е меѓународниот ден на децата жртви на агресијата. Па, накратко ме интересира колку децата реално се жртви на агресијата и колку децата се злоупотребуваат во војни конфликти. Па децата се најбеспомошните и најранливата категорија генерално општа, особено во состојба на војна. Овој ден, впрочем, меѓународен ден на децата жртви на агресија, поттик за да се обележи како таков е токму тоа, заради децата жртви на Либан и Палестина на времето. Во 19 август 1982 година Генералното собрание на Обединетите нации на една итна седница за палестинското прашање решила да го обележи 4 јуни како меѓународен ден за деца жртви на агресија заради огромниот број на деца жртви од тогашниот чин на израелската агресија. А денес целта на овој ден е да се оддаде признание на болката и страдањата на децата во цел свет. И не само во состојба на војна и не само од агресија од тој тип, но на децата широм светот кои се жртви и на физичко, на директно насилство, психичко и емоционално, како и на деца жртви од структурно насилство и социјална неправда. Елизабета Атанасова, вие сте правник, волонтер во Меѓаши. Ќе се вратиме малку на војната и на учеството на децата во војните конфликти. Сведоци сме за тоа, но ми интересира да ми одговорите. Вие работите на СОС телефонот, имате многу дојави. Најчесто за каква агресија станува збор? Кои се луѓето кои што ви дојавуваат можни проблеми најнапред на агресија кон децата, а потоа ќе одиме со малку повеќе кон семејното насилство? Така, значи, најсез телефонот за деца и млади претежно има дојави од најразлични, значи, целни групи, вклучувајќи ги тука и самите деца, потоа вклучувајќи ги членовите на семејството, тоа се претежно баби, дедовци, потоа може да биде тоа и родителите, еден од родителите, мајката или таткото, зависи со кој детето живее, потоа учителите, наставниците во училиштата, како и различни други загрижени граѓани на Република Македонија, кои што го виделе насилството, кој што може да биде од најразличен тип, значи може да биде сексуално насилство, може да биде финансиско насилство, може да биде емоционално, физичко и
секој оној друг облик кој што го нарушува мирот на едно дете кој што треба да биде безгрешно и да живее во еден нормален социјален свет и живот. Семејното насилство игра голем улога околу насилството врз децата и агресијата врз самите деца. Како делува ова на самото дете и колку децата се подложни на сетата агресија во семејството или тоа семејно насилство кое што исто така е дел од актуелните случувања, особено во денешно време. Тоа е, впрочем, не за години наназад, но во денешно време луѓето повеќе се смелуваат да проговорат за оваа тема. Да, значи доста често, значи децата се жртви како што кажавме и децата одговорноста, значи не е на детето, него одговорноста е на оној што го врши насилството. Тие се поддржуваат, значи од родителите, од сите оние дојавувачи кои што значи сакаат да биде проговорено за овој тип на насилство и се почесто во меѓаши значи доаѓаат и семејствата за да разговараме значи за ова на децата на некој начин да се ослободат и да проговорат јавно за сето она што и се случува на нив. Господице Карага, семејното насилство сигурно предизвикува еден револт кај самите деца, една желба да бидат и тие насилни. Колку децата кои што се жртви на агресија или децата од вакви семејства се злоупотребуваат, особено во војни конфликти, дали имате една таква анализа направено и дали имате анализа кои деца најчесто се злоупотребуваат во војните конфликти, бидејќи и овој регион имаше војни конфликти 90-тите години посебно актуелно? Па конкретна анализа околу тоа кои семејства и кои дали има корелација некоја таква конкретна нема, барем што јас знам. Меѓутоа тоа што може да се каже е дека ниту едно дете не е сигурно и безбедно во состојба на воен конфликт. Значи тоа е травматично за сите деца што живеат и растат во таква атмосфера, затоа што моделите за решавање на конфликти кои тие ги добиваат се насилни. Значи насилници не се раѓаат, насилници се создаваат и се создаваат токму од овие општествени процеси и ваквиот начин на растење и на решавање на конфликти. Некои податоци што ги имаме е кога веќе сме кај семејното насилство е дека годишно умираат, значи збориме 80.000 деца како резултат на насилство во семејствата. Значи ова се фрапантни бројки. Кога збориме за деца во состојба на војна, само во последните 2 децении во војни се повеќе од убиени се повеќе од 2 милиони деца. Од страна на УНХЦР постои податок дека 10 милиони деца се бегалци, моментално згрижено од УНХЦР. И уште пофрапантен податок е дека 300.000 деца низ светот моментално се деца војници. И тука не збориме само за деца кои се на првите редови со оружје во рака, збориме за цел тој круг на логистика, значи збориме за курири, за готвачи, па дури и за една страшен феномен на деца кои се сексуални робови во воени организации од најразличен тип. Зошто ги злоупотребуваат децата? Зошто тие им се потребни да бидат во првите борбени редови? Зошто на земјите имаат желба да ги вклучуваат децата во војните конфликти, бидејќи стварно е тоа не само што е нехумано, туку е грозоморно? Па со децата многу лесно може да се манипулира. И исто така воената технологија станува се полесно, значи оружјето станува полесно и многу лесно децата денес може да маневрираат со оружје кое е смртоносно и кое е страшно. За децата исто така се употребува затоа што на децата многу е тешко да се оддаде одговорност за делата кои тие ги вршат
за време на војна, а обично тие знаат да бидат громорозни, монструозни дела како убивања, силувања од најразличен вид. Значи, децата се жртви затоа што често тие се киднапирани од нивните семејства. Значи, ние збориме за страшни човечки приказни, за деца во Сиера Леон, например, или во Конго, каде што тие се условени, кога ги одземаат во нивните стела, да убиваат нивни комшии, за да не може после тоа, ако сакаат да избегат од таму, да може да се вратат и да се ресоциализираат. Збориме за деца кои намерно воените организации спесно ги прават зависници, за да може после да ги условуваат на најразлични начини. Во Втората светска војна бевме сведоци во суштина и многу приказни се и анегдоти на тоа направени како децата биле курири и принесувале пошта и така натаму. Па ако во Втората светска војна за тоа се користеле децата, зошто тогаш отишол чекор понапред во војните конфликти и злоупотребата на децата? Па не знам дали би рекла дека оди чекор напред и не знам колку податоци ние имаме од претходните за да може да направиме еден ваков тип на споредба. Меѓутоа, како што кажав и претходно, моментално технологијата овозможува на многу полесен начин повеќе луѓе да бидат вклучени и да вршат различни активности, воени активности, логистика и така натаму. Денес многу полесно се маневрира со таков тип на технологија, така да многу полесно децата стануваат и плен на вакви организации за вакви цели. Јас ми се надополнил овде дека исто ова одговорност ја носи и човештвото, вклучувајќи го и семејството и општеството, затоа што вклучувајќи значи себе си, ние сме пасивни. Значи не излегуваме пред јавноста, пред медиумите, јасно да го проговориме дека што значат децата, какви се нивните права и каков треба да биде односот кон тие деца, пред се на родителите, но секако и на општеството. Значи јавно да проговориме за сето ова што се случува во светот, без да имаме никаков страх и да ја чувствуваме одговорноста како луѓе кои што живеат со одредена мисија, одредена цел на оваа земјина топка. Го споменавте семејството кое што треба малку да биде на едно повисоко ниво. Ме интересира колку ние во семејството се грижиме децата да бидат правилно воспитани, колку родителите, немајќи слободно време да посветат на нив, свесно ги доведуваат до една позиција децата да бидат агресивни и потоа да се обидуваат да се солидаризираат со некои херои јунаци и потоа до сега не знаеме дали во Македонија во конфликтот од 2001 година имало злоупотреба на деца, но во регионот сигурно потоа да самите излезат и да пробаат да се борат, да излезат да покажат дека тие се силни и моќни. Во суштина такви филмови имаше и снимено нашиот северен сосед Србија. Така, значи, но секако дека семејството носи огромна одговорност за ова. Времето во кое што живееме и претходно и транзицијата која што значи на општеството, во општеството се случувало, допринесе да децата се оттуѓат, односно родителите да ги запостават своите деца, трчајќи по кариера, трчајќи по пари и сето она што самата транзиција го наметна, значи на воопшто на семејството и на начинот на живење. Но секако дека тоа не може да кажеме дека не е одговорност на родителите. Еве овој ден кој што нели е токму во нивна чест, да биде еден мотив и повод да се освестат родителите дека сепак за нив најзначени се децата, бидејќи од овде тргнува се. Агресијата може да се опише на повеќе начини. Спомнавме малку за војната, тоа ќе го оставиме на страна, бидејќи стварно морници го полазуваат човек кога зборува за злоупотреба на децата во војната, но кои се други чинови на агресија кои што се случуваат врз децата и што се презема од страна на Организацијата на Обединетите нации и ваквите асоциации и издруженија на граѓани за да се намали таа агресија врз децата, бидејќи децата се најбеспомошни. Мислам дека секој врз нив појавува агресија, почнувајќи од родителите кога ќе се вратат нервозни на работа до
повозрастните во соседството? Сметам дека тука свесно или несвесно дури се промовира нека си култура на милитантност и агресија. Ако се навраќаме назад и да ги прашаме нашите деца кои се нивните херои, пошто вие спомнавте, дали се тие од акционени филмови или пак од најразличните статуи што ги гледаме, ние гледаме статуи огромни мажи или со саби или со пушки или со пиштол. Значи идејата на моќ и на сила која се представува е таа. Така да одговорноста е на сите нас. Околу тоа дека на каков друг вид на агресија се, па заради сиромаштијата и децата се изложени на таков тип на агресија. Например, доколку зборуваме за воена агресија, често сме сведоци на земји кога почнуваат да воведуваат најразлични санкции и ембарга на државите каде што се случува војна. Сега, највише од тие санкции и ембарго, кои што се жртви, не се елитите на тие држави или политичарите, туку се населението, затоа што немаат пристап до ресурси и немаат можност да ги исполнат најбазичните и најсуштинските потреби, како што се чиста вода за пиење, чист тоалет за одење, да не збориме за образование, кое што во такви случаи се смета за луксис. Тоа не смее да е така. Тоа што Обединетите нации се трудат да прават е веќе поставиле милениумски цели за развој, кои би требало земјите да ги исполнат, а тоа што Мегеши го прави во оваа насока е повеќе кратно. Ја би можела да спомнам само еден дел. Например, во склоп на Мегеши ние имаме програма за мировно образование, која е веќе во тек последните 2 години и во која се работи со ученици. И целта на оваа програма е да ги научи нив како да се справат со конфликтите и не мора да бидат тие огромни конфликти, може и да бидат конфликти од секојдневието на ненасилен и на креативен начин. Да ги научиме да размислуваат надвор од тие насилни рамки на решавање на конфликти и да ги научиме дека подобар свет е уствари возможен. Семеното наследство, тука морам да се вратам назад малку повеќе на семеното наследство, бидејќи сметам дека тоа е главниот мотив за така наречени деца без поголема можност за трпение или деца кои што остануваат агресивни, па потоа и како возрасти агресијата ја носат самите со себе и придонесуваат кон внесување агресија и на своите потомци. Ме интересира колку родителите и луѓето воопшто знаат да ја сокријат сопствената агресија еден кон друг. Колку ние би требало да бидеме малку посвесни да не покажуваме агресија едни кон други за нашите деца да не преземат таков пример, бидејќи некои социолози, психолози сметаат дека децата тоа што го гледаат многу често го применуваат. Па така, знаете како велат, образец на семејството е детето. Сето она што детето го манифестира како агресија кон себе си, кон родителите, кон другарчињата или воопшто кон надворешната средина и се што она постои кон цвеќето, кон милиничињата, тоа е одраз на она што се случува во неговото семејство, така да, значи, препознатливи се, значи манифестациите кај детето и кај родителите. Родителите не треба да го прикријат тоа, ами родителите треба да го трансформираат и да се едуцираат дека значи пред се треба да постои љубов, разбирање и хармонија во семејството и да ги вратат сите оние човечки вредности кои што некогаш биле се и треба да бидат во иднина, така да препознатливи се манифестациите. Кои се советите кои што вие им ги давате на родителите, на обкружувањето околу тие семејства каде што е очигледна агресијата која се преточува врз детето? Па,
јас би упатила една порака до семејствата, доколку значи тие немаат информација, немаат едукација, немаат знаење да се упатат во институции или кај лица на кои што тие веруваат, некои авторитетивни, нивни блиски, роднини, пријатели, значи да го споделат тоа што во моментот ќе го почувствуваат како одредена состојба која што не се вклопува со нормалниот начин на живење и на функционирање, да ја побараат помошта, да не се плашат или доколку, или еве да се обратат до меѓаши. Значи, да не го кријат тоа чувство, се со цел значи да и се помогне на тие семејства и тие да изградат вистински критериуми по кои што понатаму нели ќе живеат и ќе бидат пример за своите деца. Колку реално и мејнстрим медиумите или големите медиуми им даваат на децата можност тие да бидат агресивни? Колку многу често агресивните филмови, агресивните сцени ги потикнуваат децата да бидат агресивни и да некогаш од нив и посакаат да се вклучат во војна, особено оние пубертетлиите меѓу 13-та и 16-та, 17-та година. Јас можам да дадам онака моја импресија околу тоа, пошто немам некој податок научен за да можам да направам некоја таква корелација, меѓутоа не би се осмелила да речам дека ги поттикнува или инспирира, но дека им дава таков модел, тоа сигурно сум дека можам слободно да го кажам, дека им даваат такви модели на решавање на несогласувања, на немири и им даваат таква слика за што значи да си силен, моќен, па дури и почитуван од општеството во кое живееш. Јас по повод на овој ден исто така би сакала да се подсетиме на што правеше Меѓаши за време на конфликтите во бивша Југославија. Години беа посебно актуелни, имаше многу деца кои што беа реално жртви, многу деца избеглици, особено од Босна и Херцеговина, беаха наступа во Македонија, јас имав и мои соученици. Значи турбулентни беа тие воинствени години, не толку далечни. Можам да кажам, на почетоците на војната во Босна, Меѓаши беше се уште недооформен, а веќе мораше да се соочи со конфликт, војна од такви размери. Тоа што тогаш Меѓаши направи е оддаде апел до сите граѓани, до сите хотели, до сите детски одморалишта, до сите институции, за да подадат рака, да ги отворат вратите и да направат нешто, да не бидат пасивни. И на овој апел на Меѓаши одговорија во истиот момент. Значи се отворија врати, се згрижија полно семејства, полно деца, жени и стари луѓе. Меѓаши беше многу активен во тој период, затоа што дури да не бидеш целосно институционално, онака да не можеш сам да згридиш, секогаш ќе се наоѓаат начини, како впрочем и се направи тоа, со акти на човечност и на солидарност, кои тогаш граѓаните и на граѓанките на Македонија ги покажаа. Да подсетиме дека само во Босна 1600 деца беа жртви на војната. Значи, збориме само во Босна. Во периодот од 90, ако не се лажам, 93-та и 94-та Меѓаши исто така направи огромна работа затоа што им олесни на многу семејства, на 4000 луѓе, од кои 2500 беа деца, да одат на по-безбедни места, како Соединетите Американски држави и европските земји. Значи, ова се вршеше преку контакти и услуги на првата детска амбасада Меѓаши и не прекина тука. Значи, цело време работеше во состојба на криза. Потоа, штом заврши оваа криза, отпочна па кризата во Косово и волонтерите и волонтерките на Меѓаши беа активни во камповите за бегалци во Радоша, во Станковец 1 и 2, во Непроштено, Бојане и Чеграни, и беа цело време активно вклучени во работа со децата бегалци и правеа со нив најразлични активности, обезбедуваа храна,
игра со децата, им овозможува образование, медицински прегледи, социокултурен живот и така натаму. И исто така во 2001 Меѓаши беше активна во поддршка на раселените лица во период од 5 години. Така да имаме искуство во ова, за жал. И за жал се уште има војни агресии низ светот и се уште има многу потреба за програми, мировни програми за стимулирање на мировен активизам и да ги научиме децата, а и возрастните, како да се справат со конфликтите на поинаков, покреативен, похумен начин. Колку државните елити, колку политичките елити ги препораките на Обединетите нации ги имплементираат, особено за децата кои што се помеѓу 15 и 18 годишна возраст, бидејќи во некои држави законот дава можности на 15 години да биде регрутирано дете и таму е убаво наведено, значи кога се регрутира треба да биде во логистика, не сме да биде изложено во први борбени редови, така натаму, ама е учесник во самата војна. Колку државите се обидуваат во тие кодекси на војување, ако може да се наречат, да ги послушаат апелите до Организацијата на Обединетите нации во ваквите организации како што е Меѓаши? Па не многу. Не, за жал не многу, и тука не зборувам само за државите од третиот свет, зборувам за државите низ цела, за севкупно државите. Значи, според дефиницијата на Обединетите нации, дете војник е дете под 18 години. И не зборат само за дете кој е на фронт, на првите редови и линии во војна, туку зборат за било какви активности поврзани со војни организации, било тие да се државни или невладени, значи некои герила паравојни формации. Така да дури на институционално ниво овие препораки не се почитуваат, што е страшно и мора да се промени. Затоа се битни вакви, па дури вакви диалози наши и соработка со медиумите, за да може да го кренеме гласот на вакви символички денови барем за овие феномени и оваа проблематика. Дали сте се обиделе да стапите во контакт како Меѓаши, а патем и вие се образувате надвор од Македонија претежно? Какви се состојбите во другите европски држави и еве во Македонија? Дали властите во Македонија се обидуваат да ги згрижат, да ги отргнат децата од агресија? Дали се обидуваат да прават низа активности кои што би ги заштитиле децата од агресија која што секојдневно се случува врз нив, а сведоци сме дека се случува, особено некако се повеќе педофилијата е развиена, а педофилите прават можеби едно од полошите агресии во миродовски услови. Институциите барем велат декларативно дека се грижат, меѓутоа институциите мора да копаат повеќе и мора да идат на терен. Тоа ние не дека не сакаме да го правиме, немаме мандат да го правиме, иначе Меѓаши би го правила, би одела на терен и по семејства и по... Меѓутоа, надлежните институции го имаат мандатот да го направат тоа и мора да најдат начини на кои што нема уште повеќе да ги истравматизираат децата во тој процес, туку да најдат соодветни начини на кои што тоа ќе оди колку што е можно по-безболно, ако нешто такво може да се рече во вакви ситуации. Семејството игра најзначајната улога во општеството, но колку семејството знае да ги воспита децата да одбегнуваат или правилно да ги научи да не посегнуваат по пријатели така натаму, сега се навратам повеќе кон педофилијата, нешто што во последно време многу почесто се зборува, не дека го немало можеби претходно, но било многу зацкриено, а сега некако народот се охрабри. Колку вие, например, работите со семејствата или што би им препорачале на семејствата, како децата да ги препознаат ваквите личности
кои што сакаат да им наштетат токму нив и колку повторно и тука мејнстрим медиумите и оние филмови со разноразни љубовни сцени влијаат врз децата, тоа некако многу полесно да го прифатат. Така, значи, искуствата покажале дека педофилијата најчесто се случува од најблиските членови на семејството, вклучувајќи ги тука и најблиските роднини. Гласот, значи, како што и претходно рековме, треба да се крене и да се каже стоп на тоа. Детето кога, значи, е злоставувано од страна на педофилите, има одредени манифестации, но поникогаш детето, на детето не му се верува заради тоа што тоа е дете и кога ќе сака да проговори гласно дека нешто му се случува, дали тоа е од татко, дедо или некој пријател, вујко, чичко, како што реков, најблиските луѓе околу него, па и подалечните. Значи, на него не му се верува заради тоа што вели, па не, тоа лаже, тоа не е вистина. Но повторно велам, родителите треба да се упатат, значи малку повеќе да го скренат вниманието кон децата, да ги препознаваат одредени манифестации и состојби и да ги охрабрат децата да говорат за ова појава. Така, дали сега зголемените права на децата, кои што со низа закони им се овозможени, и очигледно нашиот народ, балканските простори не можат да сватат што тоа значи, па сега ние сме научени да ги воспитуваме децата со тепање, со кривање рака и така натаму. Сега наеднаш добиваме некои други насоки на воспитување на децата. Колку незнаењето да се воспита детето и колку допуштањето на се она што тоа сака, сведоци сме на девојчиња кои што се 6, 7, 8 деление, се носат со кратки сукњички, изборуваат многу перверзни работи, не дека некогаш тоа го немало, но сега некако многу поизразено и многу послободно придонесува да уште повеќе се засилат сите оние болни луѓе кои што сакаат да го злословуваат детето. Колку тоа ме интересира онака колку тоа реално привлекува и правото на детето мене ми се допаѓа што му е дадено правото на детето бидејќи тоа е личност уште од самото раѓање. Да, но како да ги воспитуваме бидејќи знаеме дека воспитувањето игра главна улога кога на нашите деца треба да им дадеме насока како треба тие да изгледаат, како да се однесуваат. И родителите не знаат како на друг начин да му кажат на детето дека нешто не чини освен да кренат рака од една страна, од друга страна знаат дека ако кренат рака ќе нанесат не само болка врз детето, туку ќе се огрешат и пред светот. Така, значи кога луѓето би живееле повеќе во контакт со самите себе си и со природата, тогаш ќе се создаде една хармонија ќе се создаде хармонија во самиот човек, во односите со најблиските и пошироко. И во тој случај, кога ви имате една таква хармонија со се што постои околу вас, многу едноставно да го слушнете и внатрешниот глас, кој што знае и те како да ви проговори како вистински треба. Но тука секако, значи, мислам дека треба да се даде акцент и на едукацијата. Значи, повеќе родителите да се едуцираат, повеќе да читаат, повеќе да ги следат. Исто медиумите се еден добар медиум каде што денеска присуството овде наше во емисијата и верувам на многу други вакви емисии од ваков едукативен и информативен тип допринесуваат и родителите, значи да на некој начин, не велам, има и писмени многу родители, но има родители кои што не знаат како. Така да се вратат кон они исконски вредности семејствата, повеќе да бидат заедно децата и родителите, повеќе да се дружат, повеќе да бидат во контакт со природата, повеќе, значи да има љубов помеѓу семејството, помеѓу членовите на семејството. И како да се врати таа доверба на детето кон семејството, бидејќи сведоци бевме на еден видеоклип кој што кружеше на YouTube, еден матурант кој што лошо се однесуваше со една жена, истори пиво во лице. Не знам дали сте го гледале тој момент, се враќале од матурска забава и една жена ја измалтретира повозрастна. Не сум го гледала, да признам, во овој клип, но еве, значи затоа постојат одредени институции, велам, доколку детето ја нема таа доверба, значи не може да стекне таа доверба поради најразлични состојби што се случуваат во семејството, треба еве да се јави во Меѓаши или во некоја друга институција и да побара помош. Значи детето повторно треба да се врати кон семејството, а пак семејството доколку има таков проблем,
треба да најде начин и да излезе од сите овие состојби, бидејќи сепак најприродна, најнормална и исконска позиција е кога детето со родителите ќе бидат едно и така ќе продолжат да се почитуваат до крајот на нивниот живот. Пред самиот крај на емисијата дојдовме измина 40 на минути, односно 36 минути активен разговор. На самиот крај, кои се активностите кои што Меѓаши ќе ги преземе во иднина и што е оно што ќе бидат следни чекори? Како децата да ги заштитиме од агресијата и како децата од жртви на агресијата да ги направиме носители на мирот? Активностите кои тековно течат во Меѓаши веќе се познати за јавноста. СОС линијата е активна, ги охрабруваме сите да се јават. Денес прочитав еден пост на еден мој пријател и вели тажно е што доколку имаш силна музика пуштена, комшијата ќе ти викне полиција, а доколку има актови на семејно насилство, никош не би се осмелил да го истото да го пријави. Да. Така да би ги охрабрила сите да се јават на СОС линијата. Ние имаме дневен центар кој исто така има повеќе програми кои течат во Меѓаши, а програмата за мировно образование е таа која впрочем работи со децата за да ги научи да учиме во процесот заедно, како со емпатија, со креативност и со ненасилство да ги надминеме конфликтите кои може да се родат на секојдневно ниво. И кога зборам за конфликт, не зборам за војни, зборам за конфликт од типот дали да се напијам чаша вода или кока-кола, на пример. Од наједноставни, или дали да седиме под сенка или на сонце денес. Може да им кажеме дека има решение за тоа и дека ќе си седите под чадор, па кој сака да седи на сонце, ќе седи на сонце, а кој сака да седи под сенка, ќе седи на сенка. Значи да ги научиме да размислуваат на ниво на решенија и да знаат дека се што не опколува е решение за нешто. И е мирно решение и креативно решение за нешто, да ги научиме и да им даваме примери дека се може и се може со ненасилство и со креативност и со соработка. Така да програмата за мировно образование веќе е во тек, повеќе училишта се вклучени, планираме да ја прошириме, така да во текот на новата учебна година се надам ќе напоканите пак, за да ви дадеме детали за таа програма. Така, доколку имате нешто да додадете, повелете, ако не полека да одјавуваме денешната емисија. Ако не, добро. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам стварно за вашето одвоено време. Ќе ви заблагодарам за тоа што повторно одвоивте 40 на минути да поразговараме на овие суштински теми. Телевизија Сонце е секогаш отворена за вас. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, тука некаде полека ја одјавуваме денешната емисија низ призма. Ви благодарам и вам што бевте заедно со нас. До гледање.